200.000 вакцини се очекува да пристигнат месецов во земјава. Вчера беше потпишан договорот за набавка на вакцини од кинескиот производител Синофарм. Многу земји ширум светот веќе се во фаза на вакцинација. Во исчекување на вакцинацијата против COVID-19 ги прашавме граѓаните на Тетово дали би се вакцинирале против вирусот и дали сметаат дека вакцините се безбедни. Голем дел од нив немаа конкретен одговор, бидејќи се уште не размислиле на оваа тема. Ќе размислиме. Немам појма тоа, уште не размислувам за тоа. Мислите дека вакцините ќе бидат безбедни? Еве кинеските сега ќе се набават, ќе стигнат во државата. Цел народ се вакцинира и ние би требало да се вакцинираме. Ако ќе да вакцината, зашто да не? Па мислим дека треба да се вакцинира. Се постојат вирусот. Да двоуме нешто. Не сум сигурен. Јас сум размислил. Ти ќе се вакцинира, па после да видим како реагира. Се разбира дека се безбедни. Науката денеска во ова време, во современото време, не мисли лошо за народот. Воопшто во целиот свет, а и кај нас. Безбедни мора да бидат, оти научниците не измислуваат нешто негативно. Увек мислат за нас шето општество како да просперира и да оди напред. Во никој случај не мисли да за уназадување. Но има изреки на народот, тие што слабо читаат, слабо знаат, слабо ги праќаат медиумите и така натаму, кои зборуваат од не се сеќа македонски, да, од други побуди, фала, и зборуваат без веза, така во наводници, да кажам. Не знам што да викам. Ништо не е безбедно во овој свет. Министерот за здравство Венко Филипче пак соопшти дека утре ќе се пушти во употреба сајтот преку кој граѓаните ќе можат да се пријават за вакцинација. Сајтот се очекува да биде во функција утре. И тоа значи дека буквално секој може да се пријави, системот сам ќе генерира приоритети. Што значи дека ќе ги прими податоците дури и за помладите кои што немаат хронични болести, а кои што изразуваат волја за вакцинација, и тогаш кога ќе дојде системот, овој редот за вакцинација, ќе им стигне известување соодветно. Значи волјата се изразува еднаш преку регистрација на сајтот. Од Министерството за здравство во неколку наврати порачаа дека кинеските вакцини се сосема безбедни, а први ќе се вакцинираат најризичните групи, како и здравствените работници.